Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Джипот што го вози Драги Рашковски, а не фигурира во неговиот анкетен лист, е во собственост на еден од хонорарците чии имиња владата првично не ги откриваше. Авторските договори му ги потпишувал лично Рашковски. Твитовите наводно на хрватски експерт што работи на ЕУ проект во Македонија завршуваат како вести во порталите. Според сите истражувања, Македонија е една од земјите, за жал, државите кои што најслабо стојат со медиумска писменост и подготвеност на само менаџирање или само заштитување на корисниците од вакви појави. Зошто нема суспензија на ДУП-от за паркингот кај Holiday Inn кога има таков заклучок на Советот на општина Центар? И може ли да има? Не можеме да ги запреме старите планови, единствено со суспензија, која што може да заврши со штета. И јас морам тоа да го предупредам. Мислам дека сега се наоѓаат начини за извлекување, за заплашување, за се друго, освен за она што треба да биде храбар потек за спасување на мораториумот и за спасување на граѓаните во Центар. Ви се случило ли да бидете казнет за сообраќаен прекршок, а следниот чекор да биде блокирана банкарска сметка? За вакво искуство раскажува Дрилон и сениот Тетова. Аз не дъргес нукам брит на адресен тимен на шпи. Талат. Еве ви го талат овде. Саботажа. Останете на Алсат, реклами па сториите. Гледате 360 степени. Еден профил на Твитер со жестокоста на критиката кон власта го привлекува вниманието во последно време. Едно затоа што во твитовите вели дека е хрват, а друго затоа што се представува како експерт кој во Македонија работи на ЕУ проект. Неговите објави неретко завршуваат како вести на дел од порталите. Тоа и не поттикна да провериме. Кој е хрватскиот експерт што работи на европски проект во земјава, а не типично за таквата позиција, коментира дневно политички настани во Македонија, како например вчерашните по кои напиша. Ако и по доведувањето пратеници во скафандери нема од повикување на владата, вие не заслужувате држава. Ова е Твитер профилот на извесен Лука Андраши. На мрежата се појавува на почетокот на годинава. Во објавите од јануари наваму на хрватски јазик, Андраши пишува прво дека се збогува со Хрватска, а потоа и дека се привикнува на животот во Скопје. Во февруари, во објава на англиски, соопшти дека работи на проект. Конечно, пред само неколку часа одобрен е нашиот проект за мониторинг на високи јавни службеници во Северна Македонија. Околу 120 квалификувани новинари во следните 12 месеци ќе ги следат секојдневните активности и користењето медиумски алатки од страна на 120 избрани политичари. Наскоро повеќе за ова. Од тогаш Андраши речиси и да нема објавено твит поврзан со наводниот проект, но затоа безмалку секојдневно објавува критики за случувањата во Македонија, главно на адреса на власта. А твитовите, освен што ги споделуваат други корисници на мрежата, завршуваат како вести на македонски портали. Експерт за мониторинг на ЕУ распали, се додека се држите до македонската народна поговорка, наведната глава сабја не ја сече. Вие не живеете, туку преживувате. Македонија ја води простаклак, воени профетери Арамилак. Андраши, по моторите и хеликоптерот, Бетмен и Робин ќе испловат со подморница во Охрид. Некои портали одат и чекор понатаму во представувањето на Андраши. Пратеник од Европскиот парламент ги осуди Филип Чеизаев. Прашавме во делегацијата на Европската унија во Скопје дали името Лука Андраши фигурира во некој проект поддржан од ЕУ и дали ознаката што јавно ја сподели одговара на референца за некој нивен проект. Еве го одговорот. Немаме сознанија за експерт со ова име ангажиран на проекти на Европската унија во Северна Македонија и се сомневаме дека такво лице постои. Нема проект на посочената тема или со посочениот референтен број менаџиран од делегацијата на ЕУ. Покрај ова, би потенцирале дека во секој случај, експертите ангажирани на проекти на ЕУ се вработени за да споделуваат знаење со локалните партнери.
Тие не ја представуваат Европската Унија, ниту пак зборуваат во нејзино име. Ја користиме оваа можност да ги повикаме медиумите да постапуваат одговорно и да ги проверуваат фактите пред да објават информации што може да ја заведат јавноста. Прашавме во најголемите билатерални донатори од Европа, шведската, холандската и британската амбасада. Никој ниту слушнал за Лука Андраши, ниту финансира таков проект. Проектот е непознат и за хрватската амбасада во земјава. Обидот да стапиме во контакт со наводниот Лука Андраши преку неговиот Твитер профил беше безуспешен, бидејќи е невозможно да се комуницира со него ако и тој не почне да го следи вашиот профил. Лажни профили кај нас доста експлоатирани. Без да навлегува во конкретниот случај, комуникологот Сеат Джигал смета дека цитирањето на профили од социјалните мрежи како извор на информација е проблематично ако некој сака да се занимава со професионално новинарство. Ако пак тенденцијата е да не се биде професионален, тогаш ваквите објави се погодни за така наречена информацијска војна. Една од клучните тактики тука е, значи, тоа војување или напаѓање или борба политичка на социјалните мрежи. Каде што партиските активисти кои некогаш лепеле плакати или не знам агитирале на терен, сега се фокусирани на социјалните мрежи. Така започнува дезинформацијска кампања. Тие дезинформацијски кампањи се дел од една поширока појава која е наречена информацијски војни, каде што тие што го прават тоа се убедени дека се дел од некоја вистинска кауза. Тие не се сметаат себе си за некои негативци или злосторници во информацијскиот простор, веруваат во нешто, веруваат дека за таа кауза дозволени се и овие средства. И проблемот е што тие ги снижуваат тие стандарди на јавно информирање, објавување содржини и така натаму. И сега и нивниот противник, колку да е тој во право или жртва на сето тоа, постапно ги снижува и своите критериуми. Значи ќе возврати на ист начин со контрадезинформацијска кампања и тоа оди во недоглед. Со тоа најмногу губат граѓаните и професионалните медии. Значи се снижуваат стандарди. Ваквите појави според Джигал земаат замав во земјава во екот на политичката криза од 2015 година и не запираат. Сега сме во некој вид на просечен вид на општествени превирања и тие раснат, но така поумерено. Проблемот е што тие всушност се инструмент. Значи и профилите социјалните мрежи, а преку нив и медиумите, и инструмент на центри на моќ од политички и економски сегмент од општеството, кога на нив им треба ги активираат по потреба, зависно од тема и така натаму. Значи тоа варира, флуктуира, многу е поврзано со другите. Да речем дали се избори, дали е попис, дали е некој голем скандал или афера, флуктуираат нагоре надолу. Андраши до пред некој ден наводно беше на еднонеделен одмор во Хрватска поради Великден. За празникот доби честитки од своите следбеници на Твитер. По враќањето им се врати на старите навики, да ги критикува случувањата во земјава. Во еден од последните твитови вели: Скандалозно, злосторничко, масакар на човековите права, божји греф. Заразени пратеници во скафандери доведени во македонскиот парламент на гласање. Ако и после ова не биде отповикана владата, вие не заслужувате држава. Треба да ви се одземе моќта на одлучување, затоа што немате моќ на расудување. Според сите истражувања, Македонија е една од земите, за жал, државите кои што најслабо стојат со медиумската писменост и подготвеност на само менаџирање или само заштитување на корисниците од вакви појави. Случајно или не, по објавувањето на најавата за нашата вечерашна емисија, известниот Лука Андраши се збогува со Македонија. Драги мои МК твитерџии, денеска го раскинав договорот во Македонија. Сметам дека нереагирањето на амбасадорите на циркусот што се случи вчера ме става и мене во ист кош. Човековото достоинство е поскапо од пари за некои од нас. Ви посакувам се најдобро и Бог нека ве чува. Живели! Джипот Волво, на чие возачко место го уловивме Драги Рашковски, а не фигурира во неговиот анкетен лист, е во собственост на фирма на еден од хонорарците, чии имиња владата првично одбиваше да ги сподели со јавноста. Авторските договори му ги потпишувал лично Рашковски. До ова сознание дојде Ирена Кареска во новото продолжение на истражувањето кое стартуваше со историјата за набавката на софтверот сличен со патент на Рашковски, кој не го користи ниедна владина институција. Од минатиот понеделник, кога го објавивме прилогот за джипот, се случија две крупни работи. Рашковски поднесе оставка и обвинителството отвори истрага.
Еден месец и една недела, откако објавивме дека Драги Рашковски купил софтвер од 81.000 евра за автоматско казнување со обраќајни прекршоци, кој полицијата не го побарала и не го користи, екс-генералниот секретар на владата заврши во куќен притвор. 2 дена претходно си даде оставка од последната функција, секретар во кабинетот на премиерот Зоран Заев. На оставката стоеше датумот на кој 360 степени објави дека Рашковски вози луксузен джип, кој не фигурира во неговиот анкетен лист. Рашковски сега е и формално осомничен дека спровел тендер за софтвер со услови нагодени да одговараат на карактеристиките на патент што лично тој го регистрирал. Во последната изјава за 360 степени, Рашковски тврдеше дека набавката е оправдана. Треба да биде само еден дел од целокупниот SafeCity систем кој што МВР може да биде и треба да биде само еден дел од истиот. Секако дека исклучувам секаков сомнеж за набавка. Не ни текнало така, нас ние седејќи во владата ќе правиме софтвер. Лично јас проверив, постапката е целосно законито направена. И пред и по отворањето на истрагата од обвинителството, во негова одбрана стои премиерот. Спроведена е постапката целосно согласно закон, ама на крајот е судот тој што треба да пресечи. Барам фирма Инвока. Освен Рашковски, во куќен притвор е и сопственикот и управител на фирмата што го изработила софтверот, Инвока Group. Останатите двајца осомничени засега се непознати за јавноста, но за еден од нив откривме како е поврзан со Рашковски. На име на негова фирма се води луксузното Volvo XC90, кое го користи Рашковски. Тој е и еден од хонорарците, чии имиња владата првично одбиваше да ги обелодени. Една недела откако објавивме дека екс-генералниот секретар на владата вози джип што го нема меѓу имотот пријавен во антикорупцијската комисија. Повторно сме на локацијата на која го уловивме Рашковски. Луксузното Volvo, кое повеќе пати го забележувавме на овој паркинг, сега веќе не е тука. Како го стекнал и зошто не го пријавил, Рашковски не одговори, а нашите проверки отворија нова перспектива. Според бројот на регистарските таблички, джипот е во сопственост на фирмата ГБЦ Системи, регистрирана за трговија на мало со аудио и видео опрема. Од огласи достапни на интернет може да се види дека фирмата поправа компјутери, печатачи и полни тонери. Нејзин единствен газда, според Централниот регистар, е Игор Христов. Тој, Игор Христов, е истиот кого Рашковски го ангажирал како хонорарец за одржување информатички системи во Генералниот секретаријат на владата. Тој е и меѓу осомничените за набавката на софтверот. Според обвинителството, како надворешен соработник, пренесувал информации за текот на тендерот. Откако луксузниот джип исчезна од паркингот пред живеалиштето на Рашковски, прво го побаравме на официјалните адреси на фирмата ГБЦ Системи во општините Газибаба и Киселавода во Скопје, но попусто. Фирмата постои од 2004 година и има скромни финансиски резултати до 2017 година. Таа година, слично на претходните, ја завршила со околу 60.000 евра приходи. Во 2018 и 2019 година приходите растат до 210, односно 150.000 евра, но нето добивката е 30, односно 8.000 евра. А во игра е джип, чиј најнов основен модел чини 74.000 евра. Како вакво возило завршило кај Рашковски, го прашавме газдата и хонорарец во владиниот генерален секретаријат Игор Христов. Ни одговори дека лани неговата фирма купила 2 половни джипа Volvo XC90, увезени од Германија. Едното возило го управувам лично јас, а второто беше планирано да го управува вработен во мојата фирма. Со оглед на тоа што во меѓувреме вработениот ја напушти мојата фирма, едно од возилата го дадов на користење на сопругата на Рашковски. Со господинот Рашковски се познаваме повеќе од 15 години. Тој нема никаква поврзаност ниту од аспект на сопственичка, ниту од аспект на управувачка структура со мојата фирма. За односот Рашковски-Христов говорат договорите од Генералниот секретаријат. За прв пат, како генерален секретар на владата, Рашковски го ангажирал Христов во 2017 година за услугата компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи, за месечен хонорар од 30.000 денари, плюс право на патни трошоци.
Следната година Рашковски и Христов подпишуваат нов договор за истата услуга. Кон средината на 2019 година следува анекс договор, со кој месечниот хонорар на Христов се зголемува на 35.000 денари. Во 2020 година склучуваат нов авторски договор за истата услуга, но за поголем хонорар – 40.000 денари месечно плюс патни трошоци. Пред истекот на договорот, Христов и Рашковски подпишуваат уште два анекса, со кои се продолжува рокот на неговиот ангажман, а хонорарот му се зголемува на 50.000 денари месечно. Христов отфрла поврзаност меѓу неговиот ангажман кај генералниот секретар Рашковски и користењето джип во негова собственост од семејството Рашковски. Јас и моментално сум ангажиран од страна на владата од сегашниот генерален секретар. Ангажиран сум поради моето долгогодишно искуство во работата. Христов е меѓу хонорарците во генералниот секретаријат, за кој пишуваше порталот Призма, чии имиња владата првично одбиваше да ги објави. Откако станаа јавно достапни, може да се види дека хонорарот на Христов сега е 39.000 денари, а намалувањето најверојатно е направено во последниве недели. Проблем сигурно постои. За поранешниот член на антикорупцијската комисија, Ариф Муса, ваквите односи меѓу Рашковски и Христов се проблематични. Наводите што веќе вие сте стигнале до такви информации покажуваат дека апсолутно тука постои и судир на интереси. Значи, поврзаноста на лицето ангажирано со договор за хонорари во владата, значи е и собственик на некоја фирма од каде што е регистрирана джипот на, да речеме, на Рашковски. Апсолутно дека према мене ако се утврдат ова е прво судир на интереси. Па после и корупција во начинот на кој е стекнат тој имот. Според Муса, надлежните се должни да ги испитаат сите аспекти од случајот, од потребата за ангажманот на Христов во владата до начинот на кој е набавен джипот. Дали има и конфликт на судир на интереси за вработување на такви лица? Дали се хонорарите тамо поврзани со Рашковски и дали се тие блиски лица? Ако не се блиски лица, дали има судир на интереси, значи надвладување на личниот интерес над јавниот интерес. Значи, овие судир, према законот за судир на интереси, припаѓа и ово дело. Значи, овие постапки да не останува новинарите ние да коментираме, државните органи да го расчистат и да државата како орган, владата, институциите да бидат кредибилни и да имат доверба кај граѓаните дека стварно го спроведуваат законот. Истрагата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во моментов е насочена кон софтверот за сообраќајни прекршоци, кој Рашковски го купил од фирмата Invoca Group. Барам фирма Invoca, дали тука е во оваа зграда? Било каде да прекинете да звоните, инаку ќе повикам полиција. Во истата зграда каде добивме закани кога се распрашувавме за Invoca Group, сега, случајно или не, мерка куќен притвор издржува управителот на фирмата, Даниел Станчев. Каква е поврзаноста меѓу Станчев и Рашковски, обвинителството докажува во истрагата што ја води. Не може да изготвите да барате тендерска документација за постапка која што стриктно упатува на конкретен патент и со цел да фаворизирате одредена стока или правно лице кое нешто е направено во случајот. Рашковски осомничен дека преку тендерите за софтверот го оштетил државниот буџет за околу 180.000 евра. За делото за кое се товари, предвидена е казна затвор од најмалку 5 години. Беа потребни само неколку дена од најавата за изградба на нови висококатници во центарот на Скопје спроти хотелот Holiday Inn за темата да се наметне како една од главните во медиумите. Силината на реакцијата говори дека не станува збор за противење на изолиран случај, туку за револт кај граѓаните против начинот на кој урбанистички се уредува и гради Скопје. А револтот се чини го зголемуваат одговорите на надлежните, кои честопати повеќе збунуваат отколку што објаснуваат. Петар Клинчарски трага по одговорот. Зошто нема суспензија на ДУП-от за паркингот кај Holiday Inn, иако има таков заклучок на Советот на општина Центар, и може ли да има?
Не помина многу време откако мораториумот за градба во општина Центар падна на уставен, а веќе се на повидок нови градби во епицентарот на Скопје. Многумина жители воедно гласачи во Центар не сакаат нови згради. Ако сакаат, општината и градоначалникот може да направат уште еден обид да стопираат дел од новите згради со барање за привремена суспензија на спорните урбанистички планови. Но не можеме да ги запреме старите планови, единствено со суспензија, која што може да заврши со штета. И јас морам тоа да го предупредам. Ако не сме спремни да го направиме и да го одржиме тоа до крај, подобро да си дадеме оставка сите заедно и да речеме немокни сме нешто да направиме, отколку да глумиме сега дека сакаме, ама не можеме. Нашиот став е дека треба час поскоро да побара суспензија за овој план. Една недела по уплатата на комуналиите за градба на висококатници кај Holiday Inn, освен општината и инвеститорите, во приказната се и владата, јавното обвинителство, граѓаните против, но и граѓаните за градба, а веќе има најави дека за случајот ќе се слушне и во судот во Страсбург. Во четвртокот, општината Центар одржа редовна седница на Советот. Се беше мирно до крајот на дневниот ред, каде по барање на градоначалникот Саша Богдановиќ беше ставена точка. Разгледување информација за суспензија на деталните урбанистички планови. Јас ќе прекинам седницата поради тоа што во еден момент, председателката на Советот Цветанка Симоновска ја прекина седницата. Ние не можеме да донесеме ниту препорака, ниту заклучок, ниту она што го пишува во сител, нели? Дека треба да донесеме одлука за суспензија и дека сите се на штрек сега очекуваат дека ние тоа, а не ни беше ни точка на свој ред. На дневниот ред беше само информација, иако се најавуваше некаква одлука. Таквите очекувања дента ги подгреа министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски, кој изјави дека се сретнал со градоначалникот Саша Богдановиќ и дека очекува Советот на Центар да донесе одлука за постапување по спорните урбанистички планови. Нивна е одлуката која што ќе ја донесат денеска на седница на Советот на општина Центар, и после таа одлука ние очекуваме да видиме дали ќе одат во насока на барање за стопирање на некој од плановите, дали се работи за цел план за суспендирање или за дел од план. Веднаш потоа во рок од 15 дена ние имаме обврска и рок да дадеме наше мислење на тоа и потоа повторно се враќа во Советот на општината на конечна одлука и секако ја очекуваме одлуката на општина Центар. Обидот да се расчисти кој што направил или требало да направи со деталните планови во Центар води кон нов заплет. Уште на 17 декември лани во службениот гласник на општина Центар е објавен заклучок со кој се обврзува градоначалникот Саша Богдановиќ да поведе постапка за суспензија на сите спорни детални урбанистички планови. Постапката за суспензија требало да се донесе врз основа на стручен елаборат и тој да биде испратен до Министерството за транспорт и врски. Урбанистички план, негов дел или планска одредба се суспендира од применување од страна на донесувачот на планот доколку се докаже несомнена штета по јавниот интерес што е воочена во текот на спроведувањето на планот, која би се зголемувала со неговото спроведување, а произлегува од неговата спротивставеност со законот и прописите донесени врз основа на него, поради неговата неусогласеност со планови од повисоко ниво или поради плански решенија, чии што штетни последици по јавниот интерес не биле воочени во постапката за негово донесување. Постапката ја поведува општината, но не може да помине без согласност на Министерството за транспорт и врски. А министерот Бочварски вели, тој не добил никаков елаборат за суспензија на детален урбанистички план од општината. Тој закон нуди можност за суспензија, ова кој што го дискутираме сега, но таа суспензија и барање за суспензија треба да потекне токму од општината, чија собственост е тој план каде што се наоѓа, на чија територија, на чија општина се наоѓа, а потоа сите надлежни институции да ги дадат своите мислења во однос на суспензијата на тој план. И додека Бочварски тврди дека кај него никој не го оспорил планот за просторот спроти Holiday Inn, градоначалникот на Центар го тврди спротивното. Богдановиќ вели дека постапил по одлуката на Советот од декември, но дека документите биле доставени по пошта, а не преку електронски систем. Ние сме ги испратиле, но во тој момент немаше можност, сме ги испратиле во хартиена форма. Елаборатите ние ги доставуваме хартиено и ги прекачуваме во систем. Ама во тој момент, кога беше донесен заклучокот, немаше таква можност, затоа сме ги испратиле. Значи, ние сме постапиле по заклучокот кој што ни го донел Советот. Ама, кога се испратени точно? Еве пишува. Кај нас е заведено на 28.12.2020.
Бидејќи пред 2 дена и еве конкретно и министерот за транспорт вели дека воопшто нема доставено никако. Затоа што они го гледаат електронскиот систем, кој што во тоа време не функционирал, немало прозорче, тоа сакам да ви кажам. По овој одговор, 360 степени повторно се обрати во Министерството за транспорт и врски со нови прашања. Овој пат ни објаснија дека примиле допис од општина Центар, но дека во него има само барање за мислење, како општината да го изработи елаборатот, а не и елаборат за суспензија на детални планови. Затоа, на општината уште тогаш и одговориле дека не може да разгледуваат суспензија на детални планови, се додека не добијат и елаборат за оправданост, како што предвидува законот. Министерството за транспорт и врски не може да одговори на вашето барање без претходно да ја утврди оправданоста за суспензијата, образложена со елаборатот. Без никој да прифати одговорност зошто досега не се искористени сите правни механизми, го поставивме прашањето што е можно да се направи во иднина. Богдановиќ вели дека останува опцијата за суспензија, со едно но. При суспензија, законот предвидувал да се почне и постапка за нов детален план или негови измени. Планот треба да се прави по јавен повик, со дефинирани цени по метар квадратен, но тој ценовник што го бара новиот закон, а е задача на комората на овластени архитекти, се уште не е готов. Но тој јавен повик мора да ставите ценај, колку чини по квадрат, по километар квадратен, си има параметри, за да можете да го објавите. Ние уште немаме тарифник, бидејќи во законот стои по тарифникот. Тарифникот се уште се работи во треба да даде согласност, односно да го коригира комора на архитекти. Така е наведено во закон. И тука почнува нова компликација. Од комората на овластени архитекти и овластени инженери вела дека тие донеле предлог правилник и дека владата го прифатила уште пред 3 месеци. Владата донесе одлука за прифаќање на тарифникот за вредноста на работите од урбанистичкото планирање на 12 јануари 2021 година. Таа е објавена во Службен весник. Согласно Законот за урбанистичко планирање, по предлог на комората, тарифникот го донесува надлежниот министер по претходна согласност од владата. Од транспорт и врски признаваат дека тарифникот е изготвен, но не е донесен. Требало да го усогласат со Законот за урбанистичко планирање и со Законот за јавни набавки за да влезе во примена. Но од овој владин ресор му порачуваат на Богдановиќ дека во меѓувреме општината може да изработи нов детален план како порано, преку тендер според Законот за јавни набавки. Богдановиќ не мисли така. Имаат поврзано затоа што тоа е еден вид на подзаконски акт, цена, бидејќи јас како ќе распишам јавен повик, а ми вика работи по тарифник. Со случајот веќе се занимаваше и Државната комисија за спречување на корупцијата. Председателката Билјана Ивановска не гледа зошто општината тактизира. Според новиот закон, кога еден план ќе се стави под суспензија, тогаш веднаш треба да се започне со изработка на нов план и значи за кој што треба да има утврдено ценовник. Сега прашањето мене ми е следно: зошто не го дава планот под суспензија кога треба Министерството за транспорт и врски во рок од 2 недели да даде одговор дали ја прифаќа суспензијата или не? Значи, он не мора да чека да се донесе ценовникот или не треба тоа да биде препрека, заради тоа што има доволно простор во тие 2 недели министерот да си донесе и ценовник и да го прифати барањето. Повеќе од 3 години градоначалникот и мнозинството во општина Центар се бореа да подобрат барем дел од деталните планови преку привремена суспензија, што на крај уставен ја прогласи за неуставна. Сега кога имаат и законска можност за такво нешто според новиот закон, градоначалникот предупредува на можни последици. И затоа во изминативе неколку дена интензивно со сите правници, со сите вработени, па и колеги од министерство да ги предочиме последиците кои што ќе се случат во случај да дојде до таква одлука. Може да се ќе успее, може да ќе биде се вред, но големи се шансите да имате барање за претрпена штета и на крајот да повторно да се гради и плюс да платите големи штети. Советничката Јана Белчева, која самата се повлече од председателското столче во Општинскиот совет, има впечаток дека локалната власт се предава пред противникот по долгогодишната борба за деталните урбанистички планови. Заканите со тужби од инвеститорите и плаќањето одштета, според неа, се само за заплашување. Јавниот интерес единствено институциите може да го бранат и тие за тоа и се формирани и заради тоа и системот треба да постои. Да го направи балансот помеѓу приватниот и јавниот интерес и секогаш јавниот интерес да биде пред приватниот интерес. Не мислам дека ниту една од тужбите на било кого може да надвладе и да биде поважна отколку јавниот интерес.
Ова е наследство од претходната власт, но оваа власт требаше да смогне сили, а не да покажува немок, да се вади на институционална неусогласеност, да се вади на не знам какви законски пропусти и така натаму, заради тоа што во законските дупки и пропусти на крај ни се протнуваат бетонски джинови. Паркингот кај хотелот Holiday Inn е само еден простор во спорните дупови за кои општина Центар неколку пати носеше одлуки за мораториум. Случајот ги надминува границите на локацијата, бидејќи примерот што ќе се постави со конечното решение ќе дефинира кој владее во урбанизмот, приватниот интерес или општинските власти. Ако не ви се случило лично вам, сигурно познавате некој што бил казнет за прекршок, а потоа го заборавил затоа што со години никој не го побарал, се до моментот на блокирање на сметката. Ние нашиот пример го најдовме во приказната на Дрило Нисени, кој протестира принципиелно што не добил можност да ја брани својата верзија на настаните или барем што не бил предупреден дека ако не плати, ќе му биде блокирана сметката. Зоран Јовановски истражуваше кој и како ги губи известувањата до граѓаните во прекршочните постапки, што во крајна линија го доведува во прашање квалитетот на правдата. Ви се случило ли да бидете казнет за сообраќаен прекршок, а следниот чекор да биде блокирана банкарска сметка? За вакво искуство раскажува Дрило Нисени од Тетово. Дека му е блокирана сметката дознал на каса во маркет. Кога се јавил во банката, му рекле дека е блокиран од управата за јавни приходи. Предходно тврди дека не добил известување за неплатена казна од Министерството за внатрешни работи, ниту суд го поканил на рочиште, ниту пак УЈП го известила дека должи. Dënimi në parafundit që kam pasur unë ka qenë dikund 2700 denar, ndërsa me gjitha llogaritë, me gjitha kalkulimet dhe gjitha obligimet që dalin nga bllokimi i llogarisë bankere, pagesa ka qenë dikund 6000 denar total, që është gati se 2 fishi i dënimit. Asnjë dërgesë nuk ka mbrit në adresën time në shtëpi. Ne jetojmë me një objekt më shumë familje, me vëllezërit, me axhallarët dhe gjasat që një dërgesë postare mos të dërgohet në shtëpinë tonë janë të pamundura. Do të thotë nuk ka gjasa asnjëherë që ndonjë dërgesë postare mos të mbrit tek ne. Исени не се сеќава точно за каков прекршок се работи и кога точно го казниле, бидејќи вели се случило пред 3 години, во 2017-та. Не се сеќава ниту дали ја потпишал казната. Unë prapë them në rastin tim konkret, nuk them që nuk e kam bërë dënimin, po e kontestoj faktin që nuk më është dhënë mundësia që ta tregoj anën time të situatës, me qëllim që të kem të drejtë të shprehem mbi dënimin në fjalë. Me këtë situatë dua të bëj apel deri tek institucionet që të identifikohet ku është problemi konkret, a është problemi në sektorin e punëve të brendshme apo është problemi në gjykata, gjithësisht në shërbimin e dërgesave, që të shihet ku bëhet lëshimi, dhe në këtë mënyrë besoj që do përfitojnë qytetarët dhe do të vijë drejtësia në vend. 360 степени се обиде да провери дали и каде има простор за пропусти. Тргнавме од Законот за прекршоци. Според член 47, кога овластено службено лице ќе констатира прекршок, издава прекршочен платен налог или едноставно казна, глоба. Ако граѓанинот ја прифати и потпише, има рок од 8 дена да плати половина од глобата. Ако го пробие овој рок, ја плаќа целата сума. Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата и ако таа е до максимум 250 евра, случајот оди на Комисија за прекршоци на МВР. Комисијата е должна за ова да го извести сторителот. Според член 56 од Законот за прекршоци, писмото треба да му се достави на сторителот на домашна адреса. Ако не е дома, може да му се остави на член на семејството, па дури и на сосед кој би се нафатил да го прими. Ако во 2 последователни обиди доставата не успее, документот се објавува на интернет страницата на прекршочниот орган, во случајов МВР, и така доставата се смета за извршена. Ако лицето не се јави, МВР го дава случајот на управата за јавни приходи за присилна наплата. Граѓанинот знае дека има казна која што треба да ја плати. И тука сега не разбирам какви се подсетувања сакате да му се даде на некого кога веќе знаете дека сте направиле прекршок. И вие сте должни како граѓани да си ја платите казната која што е изречена од било кој орган, па еве во овој случај нека е Министерството за внатрешни работи.
За казните повисоки од 250 евра и за случаите во кои граѓанинот не го потпишал прекршочниот платен налог, односно не признава дека направил прекршок, МВР бара од надлежен суд да поведе прекршочна постапка. Ако судот го направи тоа, треба да го извести обвинетиот. Судовите што имаат своја служба за достава, писмата ги доставуваат преку неа. Ако таа не успее, писмото се доставува на домашна адреса како препорачана пратка преку пошта. Ако граѓанинот не е дома, според член 81 од Законот за прекршоци, пратката може да му се остави на член на семејството, на домарот, на соседот кој ќе се согласи на тоа. Ако ова е неуспешно, на обвинетиот му се остава писмено известување за да го подигне писмото. Ако и ова не успее, судот го објавува документот на својата огласна табла и тоа се смета за успешна достава. Од Основниот кривичен суд во Скопје, например, ни ја испратија следнава статистика. Во 2020 година, преку судските доставувачи се доставени 123.280 пратки, а преку пошта 100.220. Од нив, преку судските доставувачи како неуредни, вратени се 175 пратки, или 0,14%, а преку пошта 25.864 пратки, или 25,8%. За овој проблем со доставата која се врши преку АД пошта на Северна Македонија, особено што таа се спроведува во работно време кога најчесто странките не се во својот дом, како суд повеќекратно сме алудирале дека тоа негативно се одразува врз текот на постапката и доследното почитување на правата на останатите странки, но и правото на судење во разумен рок. Ако обвинетиот е осуден за сторен прекршок, во пресудата се наведува и предупредување за наплата по присилен пат. Тоа значи дека ако и сега осудениот граѓанин не аплати казната, случајот оди во управата за јавни приходи. Но и УЈП е должна да искомуницира со граѓанинот. Управата изготвува решение што му го праќа по пошта. Во решението е наведен датумот кога би се реализирала присилната наплата. Ако граѓанинот не плати во тој рок, УЈП бара од банката да му се блокира сметката и да му се повлечат средства во висина на казната. Тогаш има и дополнителен трошок. Банката наплаќа за деблокирање на сметката. Кај нас сите решенија, како што реков, според Законот за даночна постапка, член 44, став 1 се доставуваат обавезно по пошта. Тогаш да ги прашаме македонски пошти би требало. Би требало во овој случај, би требало, бидејќи ние сите тие решенија се доставуваат во пошта, после поштата си ја презема обврската. Ние тука немаме надлежност. Пошта на Северна Македонија од неодамна има нов директор. Јани Макрадули признава дека доставата, иако им е основна дејност, и натаму е слабост на институцијата. Во овие 5 месеци една од најчестите детектирани слабости е доставата. Иако, например, има случаи каде граѓаните одбиваат да ги примат писмата и пратките, особено доколку доаѓаат од судски институции. За таа цел, од неодамна започнавме со преземање низа активности, токму во однос на подобрување на доставата. Започнавме со процес на реорганизација на дел од службите, а една од активностите е воведувањето двосменско работење на пошторазнесувачите. Ана Глигорова, која е познат активист за заштита на граѓански и работнички права, вели дека секојдневно дознава за случаи во кои трпи џебот на граѓаните. Ако ти имаш временска дистанца од година дена, ти се сеќаваш да ти ја настани. Аба ако има временска дистанца од 5 години, ти нема шанса. Затоа сметам дека има тука намерна одлука тоа да се прави, бидејќи на тој начин клиентите, да ги наречам, луѓето, а граѓаните се наоѓаат во еден преден свршен чин. Мора да се плати и крај. На тој начин те уценува, те рекетира. Или ќе плати, или ќе ти стои блокирана сметката. По неколку неделни проверки и преписки со институциите, стигна информација од СВР Битола. Во нивната евиденција стои Оти Сени направил прекршок на 10 август 2017 година во Демирхисар, дека уредно го потпишал и примил записникот и дека добил платен налог од 45 евра. Откако не го платил во рокот, случајот бил предаден на надлежниот орган за присилна наплата, УЈП. Сепак, останува неодговорено прашањето, зошто, како што вели Сени, никој за ништо не го известил. По оваа казна, тој се информирал дека има и други на негово име што веќе стигнале до УЈП. За едната се договорил да ја плаќа на рати, за среќа пред да му ја блокираат сметката. За друга,
конечно му стигнало известување на домашна адреса. За четвртата казна, од УЈП го информирале дека е на пат. Shumë pak janë nga ata që do kthehen post festum të merren me landën në UJP, të shihet se cili ka qenë dënimi dhe të marrin dokumentacionin e dënimit në fjalë. Dhe gjithçka këtu përfundon. Në momentin që ti e zhbllokon llogarinë bankare dhe kthehesh në realitet, ti nuk ke interes që të kthesh mbrapa dhe të shqyrtojsh landën ku i ke bërë lëshimin. Po ashtu në aktet e drejtorisë të hyrave publike thuhet shprehjimisht që çdo padi ndaj institucionit në gjykata nuk e anulon obligimin që i ke ndaj shtetit. Që do të thotë duhet patjetër të paguhet dënimi në atë fazë dhe mandej të ndiqet procedura gjyqësore, që mendoj se shumë qytetarë nuk e bëjnë këtë, pasi që nuk kanë kohë dhe e konsiderojnë si betejë të humbur a priori, si mungesë e besimit ndaj institucioneve. Уште еден блок реклами, па саботажа. Останете со нас. Check the mic and make sure it sound right, boys. Talat, talat, talat. Talat, talat, talat. Evo vi go talat ovde. Talat. Полекаде. Сега ќе ви цитирам. За да не испадне дека сум ја минерот. Додека јас дишам овде на ова столица. СДСМ, ДУИ, денес, утре, ВМРО, АПСИЕВ, Алианца, Алтернатива. Не, извинете. Талат не сака. Оди на своje место. Тргни се оттаму. Што мислите вие? Збори колку сакаш. Талат не сака. Талат одбива. Талат обструира. Талат. Не, бе, брат. Дедо ми. Ако веќе прашуваш кој, дедо ми. Ти викаш така. Дедо ми. Не, извинете. Цел ден седите на Фейсбук. Така. Цел ден тупите овде. Така. Што водам ја овде? Јадам слама ја овде. Што мислите вие? Па 3 месеци ме држите овде. Што мислите вие? Патни трошкови ќе земате. Не, извинете. Имам кворум. Ма море 100 сати ќе зборам. Имам кворум. Благодарам. Пријатно на крајот на уште едно издание на емисијата 360 степени. Ке се видиме повторно в петок од 22 часот. Пријатно.